Празни улици, затворени училишта, маркети без залихи. Ваква е моменталната слика во Северна Италија, каде бројот на починати од коронавирусот постојано расте. Македонската активистка Илона Захариева од Канели ексклузивно за Алфа ја опиша моменталната состојба. Вели дека владее паника во земјата. 11 градови се под карантин, а војската спречува влез и излез од критичниот реон. Апелот од властите е да не се ствара паника. Меѓутоа, знаете, самите превентивни мерки кои се многу строги креваат паника кај населението. Така што имаме веќе луѓето си ствараат залихи од храна, иако сепак апелот е да не се ствараат и тие залихи од храна. Меѓутоа, како што кажав, овде превентивните мерки се многу строги и затоа се ствара еден вид паника. Овде луѓето многу се движат и затоа можноста да се прошири вирусот е навистина голема. По првиот регистриран случај со коронавирус беа откажани венецискиот карневал, модната недела во Милано, како и повеќе фудбалски надпревари на италијанските прволигаши. Дека вирусот се приближува кон Македонија покажува и првиот регистриран сомнителен случај на корона во Косово. Хрватите будно ја следат ситуацијата со вирусот, а гимназијалците кои беа на екскурзија во Италија се ставени во куќен карантин. За разлика од Италија, каде тревогата е максимална, белгиските власти сметаат дека не се потребни нови мерки во однос на епидемијата. Затоа пак словенечките власти го повикаа Советот за национална безбедност и покрај тоа што таму се уште нема потврден случај на заболено лице. Последните информации од жариштето на вирусот Кина се дека повеќе од 3000 здравствени работници се заразени. Во светските рамки од коронавирусот починаат 2465 луѓе, додека 79.930 се заразени.